Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Се реализираше првото авионско прскање против комарци на територијата на општините Кочани и Виница. Во двете локални самоуправи планираат до крајот на сезоната да спроведат уште неколку третмани од земја и од воздух. Со авионското прскање во раните утрински часови комплетирана е првата фаза од борбата против комарците. Третманот се спроведе на површина од 3400 хектари во Кочанско и околу 1200 хектари во Виничкиот регион. Двете општини заедно вложија над 2 милиони денари. Освен во населените места од низинскиот дел со прскањето беа опфатени и оризовите површини кои се природни легла на комарците. Во акцијата се користеше еколошкиот инсектицид Ауродил Супер ПБ, чиј хемиски состав нема штетно влијание врз луѓето и топлокрвните животински видови, а е одобрен од Бирото за лекови. Првата фаза од акцијата треба да се докомплетира со прскање од земја со специјално прилагодено возило. При тоа ќе бидат опфатени околу 1200 хектари во градското подрачје, во приградските населби и дел од населените места во општина Кочани. Инаку, до крајот на летната сезона, во двете општини ќе се реализираат уште две фази од авионското и теристријалното прскање, а тие се планирани за во средината на јуни и август. Прскањето против комарците го реализираа стручни екипи од компанијата Бониер, која и во изминатите години ја извршуваше истата услуга. Средношколецот Јорданчо Евтимов е победник на националниот надпревар за Microsoft Office специјалист, што се одржа во Скопје. Тој беше најдобар меѓу 40-тината учесници, со што ја доби првата награда и ќе ја представува Македонија на светскиот надпревар што ќе се одржи во Соединетите Американски држави. Голем успех забележаа средношколците од Кочани кои учествуваа на финалниот надпревар од проектот за унапредување на дигиталната писменост во Македонија, познат како Microsoft Office Specialist. Тие освоија најмногу поени од сите учесници, а победник стана Јорданчо Евтимов, ученик во трета година во средното општинско училиште Гошо Викентиев. На надпреварот што започна кон крајот на декември 2017 се пријавија повеќе од 1000 млади, а Евтимов на крајот освои максимален број поени. Со тоа ја доби првата награда и се стекна со право да патува на светскиот надпревар во Орландо, на Флорида, во Соединетите Американски држави, каде ќе ја представува Македонија како најдобар Microsoft Office Specialist. Надпреварот беше прилично тежок, имаше доста конкуренција, имаше од Македонија 40 ученици, најдобрите 40 ученици. Од Кочани бевме околу 20 ученици. Се подготвував со професорката Павлина Танасова. Имам уште 2 месеци да се спремаме за светското првенство. Од светското првенство се надевам дека ќе се вратиме со медал. Евтимов планира образованието да го продолжи во областа на информатиката, поради што желба му е да се запише на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки во Скопје. Според најавите на светското првенство во Америка што ќе се одржи во август, тој ќе се надпреварува со представници на повеќе од 140 држави и ќе се бори за титулата најдобар Microsoft Office Specialist во светот. Надпреварот се одржува трета година поред, а лани нашата држава на светскиот надпревар во Америка ја представуваше Драгана Јакимова од Кочани. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кочани информираат дека започна поднесувањето барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од 1 јануари до 30 април 2018 година. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кочани ги информираат млекопроизводителите дека од денеска 1 јуни започна рокот за пријавување за предадено кравјо, овчо и козјо млеко во преработувачките капацитети за првите 4 месеци од оваа година. За првите 4 месеци од 2018 година, значи за јануари, февруари, март и април 2018 година. Барателите е потребно со себе да ги донесат откупните белешки, односно кантарните белешки од преработувачките капацитети каде што го имат предадено своето млеко, и исто така да напоменеме дека субвенцијата по однос на предадено кравјо млеко е 3,5 денари и 4 денари за предадено овчо и козјо млеко. Млекопроизводителите може да ги поднесат барањата до 15 јуни 2018 година во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што е извршена регистрација на земјоделското стопанство.
Протестниот собир на 2 јуни особено е важен сега кога постои најсилна опасност молчењето да се свати како одобрување, односно како давање согласност со постоечката ситуација. Нема човек во општина Кочани, освен оние кои се стекнаа со државни функции и високи позиции, кои се согласуваат со 0% на економски раст во Македонија. Нема граѓанин кој се согласува со економската катастрофа во режија на оваа влада, беше речено на организираниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Кочани. Инфлацијата и основните трошоци за живот бележат континуиран раст, а владата на СДСМ не презема ништо околу тоа. Кој ќе се согласи со неоснованото зголемување на акцизата за нафта со цел да се соберат повеќе пари во буџетот од граѓаните? Кој ќе се согласи со надворешниот долг во последната година, кој се зголеми за вртоглави 560 милиони евра, а при тоа секојдневно гледаме дека капиталните инвестиции бележат огромен пад и стагнација. Нема нормален човек кој се согласува со нарушената безбедност, со разнишаната правна држава во своите темели, пат на инвестициите и на девизните резерви, со судство кое се отвара како пупка, а работни места во администрацијата се делат како од дупка. Обичниот граѓанин одговара за обичен престап, а за функционерите од власта секојаш се наоѓа по некоја пупка во законот. Согласно Законот за јавни собири, организаторот на протестот има врска да преземе определени мерки во врска со непречено организирање и одвивање на јавниот собир, а тоа меѓу другото значи и оврска да се реагира за секој кој што со злоупотреба на службена положба и овластување ќе се обиде да спречи било кој во намера да го оствари своето уставно загарантирано право со член 21 од Уставот на Република Македонија, додаде Левков на пресот. Испраќам јавно предупредување до сите носители на јавни функции да бидат особено предпазливи и да не си дозволат со било каква форма на притисок да се обидат да влијат на граѓаните и да ги одвраќаат од намерата да бидат дел од овој протест. За сите вакви случаи ќе ги нотираме и ќе бидат известени ОПСЕ, Канцеларијата на Европската унија во Скопје и ќе бидат превземени сите законски мерки пред надлежните органи. Уште еднаш ве повикувам за протестот на 2 јуни и ви известувам дека Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Кочани за сите оние кои немаат собствен превоз ќе има организиран превоз со тргнување од 17 часот од постројката пред Основен суд Кочани. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Кочани на прес ги повика граѓаните да се придружат на протестот на 2 јуни, што во организација на ВМРО ДПМНЕ ќе се одржи во Скопје пред владата на Република Македонија. Во паркот на револуцијата беше промовирана книгата "Панкот е мртов" од словеничкиот писател Томаш Космач. Настанот е дел од придружните манифестации на годинешното 55-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. Во рамките на придружните настани од 55-тиот Драмски аматерски фестивал, кочанската публика имаше несекојдневна можност да ја проследи промоцијата на книгата "Панкот е мртов" од словеничкиот писател Томаш Космач. Самиот автор објасни зошто токму овој наслов го избрал на книгата. Многи кажу да он још живи. Многу ми навелат дека панкот е жив и дека многу бендови го свират на концерти, но морам да кажам дека е мртов. Знам многу стари панкери, со своите семејства бараат оброк за да преживеат, се нервираат и искажуваат псовки на целиот свет. Од друга страна се бунтуваат за панк, затоа велам дека тој е мртов. Авторот рече дека пораснал со панкот, но сега веќе пишува дека истиот е мртов и рече дека го пишува она што го живее. Призна дека му е потребен психијатар за лекување. Ја требам лечника. Ми треба лекар, а мојот лекар е психијатарот кој цело време ми вели да пишувам, бидејќи ако не пишувам ќе умрам. Кога размислував што ќе работам во животот, паднав толку ниско што имав 3 самоубиствени обиди, но не успеав во нив и ете жив сум. Првиот обид ми беше да се запалам со плин, но ми снема плин. Потоа сакав да се обесам, но ми се скина јажето, а третиот пат се фрлив под автомобил, но тој застана и така немав среќа. Пошто сватив дека Бог ме сака и не ми дал да си го одземам животот. Сега сум среќен во животот и затоа пишувам.
Космач ја истакна и соработката со словенецот Марко Брецел, ексцентричен мултимедијален уметник, попознат како поранешен фронтмен на култниот југословенски рок бенд од 70-тите и 80-тите Булдожер, кој што исто така беше присутен на промоцијата. Со него се запознале пред 15 години на една културна средба и сега соработуваат. Инаку, книгата од словенички на македонски јазик ја преведе председателот на годинешното издание на ДАФ, Дарко Спасов. Интересни представи и на последниот 5-ти ден од Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. В сабота, 2 јуни, е доделувањето на наградите на најдобрите. Според програмата на годинешното 55-то издание на Драмскиот аматерски фестивал, на 4-тиот ден на сцената на Центарот за култура Бели Мугри беше прикажана представата Зла жена на Јован Стерија Поповиќ во режија на Стоје Додевски, а во изведба на пензионерската група на Аматерскиот театар од Куманово, како и представата Мирандолина на Карло Голдони во режија на Джевит Мифтаровски во изведба на Драмското студио при Центарот за култура од Дебар. Во рамките на нашиот театар имаме и пензионерска група која работи и еве ја изработи представата Зла жена од Јован Стерија Поповиќ. Пензионерите се доста интересни, доста вредни луѓе кои работат и творат и еве сега може да работат и со мешани, не да се делат сега дали се овие пензионери или оние пензионери, сите заедно да твориме и да правиме представи понатаму. Денес на публиката значи прикажуваме едно дело кое што во Италија е многу популарно. Станува збор значи за еден тип на комедија дел'арте, чиј автор е Карло Голдони, кој што всушност е и творец на овој тип на комедија. Станува збор значи за дело кое што е интересно од многу аспекти, меѓу кои би издвоил значи моќта на жената, психологијата на мажот, дека една жена може значи да ги врти мажите. Инаку подолго време ја спремавме представата, првин ја прикажувавме во Дебар, имаше интерес и тоа добар интерес. Од прилика работиме, гледате како што видовте со средношколци повеќе. Саботи работиме обично, па не знам 3-4 месеци. Ни беше потребно се тоа да го средиме, костимографија, текст, глума и така натаму. На последниот 5-ти ден од Драмскиот аматерски фестивал во дневниот термин беше одиграна представата Од трње до звезди во режија на Владимир Јовановски во изведба на летечката театарска трупа од Тетово. Во вечерните термини представата Дом за старци во режија на Владимир Јовановски, а во изведба исто на летечката театарска трупа од Тетово. И меѓу нас е Тивко во режија на Ана Жежовска, Валентин Дамчевски и Симеона Павловска во изведба на младинската сцена при интимниот театар од Битола. В сабота, која ќе биде и доделувањето на наградите и прогласувањето на победниците, игра представата Чао пријатно во режија на Синиша Евтимов во изведба на театарот Чао пријатно од Скопје. Основното училиште Никола Парапунов во село Драгобраште го славеше својот патронен празник. Во рамките на свечената програма, спортскиот дел се заокружи со неколку надпревари во мал фудбал. 112 ученици од основното училиште Никола Парапунов на пригоден начин, заокружувајќи ја и оваа учебна година, со пригодна програма одадоа почит кон својот патрон. Рецитали, драматизација, соло свирење, настап на училишниот хор и оркестар под менторство на наставникот Драги Стојанов, музичко-ритмички настапи е она што тие го понудија како програма за својата публика. Инаку, училиштето во село Драгобраште, под чија капа и подрачното училиште во село Трсино, годинава завршува со само 6 полуматуранти, но има најава за поголем број правачиња во новата учебна година. Располага со 112 ученика во текот на оваа учебна година. Во подрачното училиште во село Трсино имаме 35 ученика. Останатите се во Драгобраште. Во текот на летото во најава се 2 позначени инфраструктурни проекти за двете училишта, вели Пешов. Во соработка со општинската организација имаме доставено проект за училишната зграда во село Драгобраште, кровната конструкција да се реновира,
тоа е до Јапонска амбасада направено проект и се надевам дека ќе биде одобрен. Исто така во подрачното училиште во село Трасино се направени фотоволтаични панели на училиштето и мислам дека тоа најскоро ќе биде реализирано. Во рамките на денешната програма, спортскиот дел се заокружи со неколку напревари во мал фудбал. 80 идни правачиња и кажаа збогум на градинката Гоце Делчев во Виница. Јавниот настап беше само потврда на наученото од градинката, но и одлична подлога за стартување на 9-годишното основно образование. Насмевките и сјајот во очите се најверодостојниот доказ за еуфоријата која зрачеше од бината во стината сала во Виница. 80 идни правачиња со игра и песна го заокружија првостепеното предучилишно образование во детската градинка Гоце Делчев. Сплет од музички танци, песни, игри, фолклор во комбинација со соодветна костимографија и кореографија ги разнежија срцата на родителите, бабите и дедовците. Директорката Валентина Стојкова јавно ја изрази благодарноста за довербата и поддршката од родителите. Многу голем број од дечињата во градинката ги проговорија првите зборови. Првите чекори беа во градинката. За сите нив градинката беше втор дом. Затоа сакам со оваа приредба да го прославиме нивното заминување, а јас и сите ние од градинката да им посакаме многу успех, многу петки, здравје и среќа во понатамошниот живот. Јавниот настап беше само потврда на наученото од градинката, но и одлична подлога за стартување на 9-годишното основно образование. Следува информацијата од спортот. Викендов на Осоговските планини ќе се одржи велосипедско-планински фестивал, чии организатори се Друштвото за спорт и рекреација Прв до врв од Скопје и велосипедската група МТБ Исток од Кочани. Целта е спортување и рекреација на граѓаните, како и промоција на природните вредности на нашиот планински регион. Друштвото за спорт и рекреација Прв до врв од Скопје во соработка со велосипедската група МТБ Исток од Кочани и со спортски ентузијасти на Осоговските планини на 2 и 3 јуни го организираат второто издание на планинската велосипедска тура, годинава содржински проширена во дводневен планински фестивал Осогово Адвенчар. Настанот ќе се одржи тури за планински велосипедисти и планинари со старт и база на Пониква. За учесниците во секоја од категориите предвидени се лесна и потешка тура, согласно физичката подготвеност на поединците. Големата тура е со должина од 48, а малата 38 километри. Ке се вози на релацијата Пониква, Лисо Брдо, Крушка, Царев врв, Пониква. Покрај турите, учесниците ќе имаат можност да кампуваат, да бидат дел од забавната музичко-фолклорна програма и да ги пробаат локалните рецепти за подготвување на храна. Планинските тури се наменети за растечката заедница рекреативци кои планинарат и спортуваат со планински велосипеди, со цел да им се доближат природните убавини на Осоговието и потенцијалите за планински спортови во овој регион. Од друга страна, настанот ќе има и дополнителна цел да ги разбуди туристичките потенцијали на регионот, кој би можел во поголем дел од годината да биде домакин на љубителите на активниот одмор и туризам. На стартот на велосипедските тури, учесниците и присутните ќе ги поздрави градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.